Добро вечер, поздрав од стадионот Људски врт во Марибор, Словенија, каде што во рамките на првото квалификационо коло во реванш над преварот се среќаваат домаќинот истоимениот клуб од градот Марибор и Силекс од Кратово. Реков, ова е реванш надпревар, бидејќи првиот надпревар во Скопје пред 14 денови на градскиот стадион во Скопје заврши со минимална победа на гостите, односно денешниот домаќини Марибор, од 1:0, со голот што го постигна Квас на крајот од првото полувреме, односно во судиското продолжение во 45-та минута. Овде условите на вистина идеални, температурата е околу 24 степени, теренот одличен за игра, што значи добри услови за двете екипи да прикажат фудбал онако како што впрочем го прикажа и на градскиот стадион во Скопје. Што се несува за кратовчани, тие на вистина во една добра атмосфера и покрај долгиот пат се надеваат дека не е се изгубено, дека денеска ќе дадат се од себе си да го надокнадат она што го загубија во првиот надпревар и да ја остварат саканата желба токму на стадионот во Марибор да се квалификуваат за второто квалификационно коло од купот на УЕФА. Веруваме во тоа, бидејќи навистина оваа млада генерација водена од тренерот Небојша Петровиќ може да направи тоа. А сега и составите на двете екипи. Марибор на денешниот надпревар настапува со број 1 Мурко, 2 Голоб, 4 Ракиќ, 5 Шех, 8 Франци, 9 Квас, 14 Ошлај, 19 Балајич, 27 Божичиć, 25 Брезиć и 28 Јелиć. Тренер на екипата на Марибор е Матијаш Кек. Силекс на денешниот надпревар во малку изменен состав со број 1 Мијановиќ, 18 Арсенијевиќ, 21 Ѓоревски, 19 Јовановски, 5 Ивановски, 6 Витас, 7 Коњановски, капитен на екипата, 8 Спасовски, 9 Ристојќ, 23 Аксентијевиќ и 33 Ведерсон. Тренер на екипата, како што ви е познато, е Небојша Петровиќ. Денешниот надпревар ќе го води судиска тројка од Бугарија, начело со Цветан Георгиев, 29 години. Ова му е прв надпревар на европската фудбалска сцена, а нему ќе му помагаат Неделчо Чекарев, Иван Велчев и четврти судија Камен Алексиев. Делегат на надпреварот е Джулио Пазанезе од Италија, а контролор Хорст Бумер од Австрија. Веќе почна првата минута, кратовчани во бели дресови, а домаќините во сино-црвени дресови, онакви какви што, впрочем, и Силекс ги имаше на првиот надпревар. Значи, во бели дресови екипата на Силекс, а во сино-црвени екипата на Марибор. Чех. Топка до Ошлај. Витас. Квас. Одлично топка до Квас. Квас и 1:0. Штета. Каква грешка во нашата одбрана. И во 6-та минута над преварот екипата на Марибор води со 1:0. Навистина непотребен, но недоразбирање меѓу Витас и Аксентиев, тоа беше, и сето тоа го искористија мариборчани и веќе вода со 1:0. Ошлај. Одлична одбрана на Мијановиќ. Мијановиќ, дали ќе биде гол? Ништо! Одлична одбрана на Мијановиќ, навистина Мијановиќ овој пат не му даде позиција на искусниот Квас. Ведерсон. Ведерсон. Премногу сака со топката Ведерсон. 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 Мора да проигра токму тоа, го прави Трипуновски. Добра прилика Ристиќ, дали ќе се искористува? Не. Голоп е тука, задржување на топката. Ристиќ и ништо!
kakva možnost da se izdravi rezultatot, no nekoj sepak je zakačio topka i to će bide četvrti korner za ekipata na Silex. Registrirame. 6 minuta Ristića imaše ubavata možnost da go izravni rezultatat. Bideći, evo i sami te možete da vidite gledači, to je potek Vedersonja gubi topkata. Franci, Jelić, propuštena topka, Jelić, Mijanović brani. Mijanović brani. Vederson, Đorevski, Aksentijev. Nema sila do kraja da izdražati igračite na Silex. Vovi protiv napati. Natkov, dobar udar na Natkov i direkt! Dobar udar na Natkov i direkt! Nema sreće igračite na Silex. Eve i Vova, 62 minuta se gleda. Ubav udar veže to na Natkov da bide sovlada Merkono Konjanovski. Ristić. Vrata topka do Konjanovski. Natkov. Ristić. Dobra topka do Ristić. Da li će ima pogodok? Ristić je 1:1. 1:1. 1:1. Ristić. Ete nešto se obide. 78 minuta. Ristić 1:1. Ajde. Сега барем да можеме да го постигнеме оној посакуван погодок. Ристич и 1:1. Има време 12 минути до крајот на надпреварот. Играчите на Марибор како да се наоѓаат во шок позиција. Ивановски. Добро е, Натков. Ивановски, ајде Ивановски, бие Ивановски, меѓутоа некој ја одбио топка, тоа беше голоп. Конјановски, Сименов. Нема офсайд. И ова е последна прилика за... И нема погодок. Нема кој во нападу да прифати ова топка на Мјановиќ. Имаше прекршок и последна можност за Silex да направи нешто. Ајде, момци! Се игра последните секунди од продолжението, од судовското продолжение. Петровиќ бара сите играчи да се префрлат кон голот на Мурко. Дали може да се повтори оно што беше во Скопје? 46 минута кога никој не очекуваше Марибор дојде до посекуваното водство. Бие Конјановски, меѓутоа во телото на Теиновиќ. И во овој момент крај на надпреварот во кој сепак Silex не се пострамот, особено во овие 42-45 минути. Одигра онака како што секој би посакал. Доколку нас овој пат ни беше на планета среќата, можевме и да славиме и победа. Меѓутоа, еве, честитки од играчите, подадена рака. Навистина, овде во Марибор беше се коректно. Се одиграден убав фудбалски надпревар, но за жал Марибор оди во второто коло, а ние ќе пречекаме идната година. Но сепак Silex не се пострамоти. Марибор е далеко поквалитетна, поискусна екипа, но тоа е, драги гледачи.